Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни. Општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, и денес ви посакувам добар ден. Се надевам дека овој еден час ќе посветиме доволно внимание кон вас и ќе научите нешто ново. Единствена цел на нашата емисија Безбедна храна, здрава иднина е пред се заштита на здравјето на потрошувачите, односно здравјето на луѓето. Денешен мој соговорник е господинот Томислав Николовски, доктор по ветеринарна медицина, председател на Ветеринарната комора на Република Македонија. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Радио Слободна Македонија. Добар ден, добро ве најдов и благодарам на поканата. И ја користам приликата на денеска на припадниците на Римо-католичката заедница во Република Македонија и да им го честитам Христовото воскресение. Ви благодарам и вам, се приклучувам јас кон истата честитка. Среќен Великден до сите оние кои што денес го слават. За Ветеринарната комора во Република Македонија, моје мислење е дека многу малку се зборува. Која е улогата на Ветеринарната комора и која е надлежноста на ветеринарните доктори во нашата држава? Да, точно е дека Ветеринарната комора не е доволно, да речем, изложена во јавност. Таа е независно правно тело кое се формира со закон и е асоциација на докторите по ветеринарна медицина. И со самото тоа што се формира со закон, значи членството во Ветеринарната комора е обврска на секој доктор по ветеринарна медицина во Република Македонија. Инаку таа се формира со цел, значи има двозначна улога. Се формира прво со цел да ги штити научните, стручните, професионални и економски интереси на своите членови. Меѓутоа, од друга страна има општествена одговорност и функција да го штити клиентите, односно целокупното граѓанство од аспект на професионалност на своите членови. Односно, со една реченица, Ветеринарната комора треба да обезбеди етика и стручност. Колку време постои Ветеринарната комора? Вие сте, сметам, трета година председател. Да, кога е за прв пат формирана? Формирана е под името Ветеринарна комора 1993 година, со тоа што се трансформирала до тогашното Сдружение на доктори, односно ветеринарни лекари и ветеринарни техничари на Република Македонија. Значи, претходно постоело Сдружение, меѓутоа 1993 година се формира, односно се трансферира во комора под името Македонска ветеринарна комора. 2007 година го менува својот назив во Ветеринарна комора на Република Македонија и со новиот закон за ветеринарно здравство 2008 година веќе добива и јавни овластувања. Јас нешто би кажал повеќе за јавните овластувања на Ветеринарната комора. Имаме 4 јавни овластувања. Првото јавно овластување што го води единствениот регистар на доктори по ветеринарна медицина во Република Македонија. Второто јавно овластување што издава, продолжува и одзема лиценци за работа за докторите по ветеринарна медицина. Имено, услов за работа на секој доктор по ветеринарна медицина на територијата на Република Македонија со исклучок на вработените во јавната администрација, односно во органите на Агенција за храна и ветеринарство, значи секој останат кој што обавува ветеринарно-здравствена дејност мора да има лиценца за работа. И истата ја издава Ветеринарната комора. Третото јавно овластување што врши стручен надзор над работата на докторите по ветеринарна медицина, и тоа е она што претходно го кажев, е она нејзината функција да обезбеди професионалност и етика. И четвртото јавно овластување што печати издава материјали, значи како јавни документи кои што се во рамките на активностите на ветеринарните друштва.
Споменавте дека вие сте и го водите регистарот на ветеринарни доктори. Колкава е бројката на ветеринарни доктори во Република Македонија и која е постапката за лиценцирање на овие лица? Да. Моментално имаме околу 550 отприлика, значи моментално не можеме точната бројка, меѓутоа се движи околу 550, значи доктори по ветеринарна медицина. А самата постапка, односно условите за добивање на лиценца за работа се следните. Значи, кандидатот треба да има завршено факултет за ветеринарна медицина во државата или да соодветно образование надвор со нострифицирана диплома и да се стекнал со титулата доктор по ветеринарна медицина. Треба да е државјанин на Република Македонија, затоа што согласно позитивните законски прописи странец не може да обавува ветеринарно-здравствена дејност на територија на Република Македонија со исклучок на покана на институција и тоа може да работи како предавач или како експерт. Третиот услов е да кандидатот да има 6-месечен приправнички стаж, значи обавено 6-месечен приправнички стаж под контрола на овластен ментор. Значи тој е доктор по ветеринарна медицина кој што има овластување под негова контрола да се обавува приправничкиот стаж. Со поднесување на барањето, одредените органи и тела на комората во одреден временски период му издаваат лиценца за работа како јавна исправа, во вид на лиценца, значи во хартиена форма и во вид на беч, односно идентификациона картичка. И истата има траење од 5 години. После 5 години, значи кандидатот поново бара продолжување на лиценцата за работа. Дали сите доктори се лиценцирани кои што ги имате во вашиот регистар? Значи сите доктори кои што работат апликативна пракса се лиценцирани. И голем дел од докторите вработени во научно-образовните институции. Ова е првиот дел на емисијата Безбедна храна, здрава иднина. Ќе направиме кратка пауза и ќе го продолжиме разговорот. Ви благодарам. Продолжуваме со денешната емисија Безбедна храна, здрава иднина. Денешен мој гостин е доктор по ветеринарна медицина Томислав Николовски, председател на Ветеринарната комора на Република Македонија. Зборуваме на тема надлежноста и општествената одговорност на докторот по ветеринарна медицина во Република Македонија. Имам чувство дека во урбаниот дел, кога ќе се спомене ветеринар, веднаш се смета дека тоа е доктор за кучиња и мачки. Во споредба со руралните средини, каде што неопходно е присуството на ветеринарната служба на терен. Може ли да проговориме за примарната, секундарната и терцијарната заштита која што ја даваат ветеринарните служби? Повелете. Да, благодарам. Да, во право сте. Значи, перцепцијата на урбаната популација е токму таа дека ветеринарниот лекар се бави со домашните миленици и дека тука завршува, да кажем, приказната, да, функцијата. Меѓутоа, во суштина, тоа воопшто не е така и сега ќе употребам една максима, вели, лекарот го лекува човекот, а ветеринарниот лекар го лекува човештвото. Зошто е тоа така? Затоа што ветеринарниот лекар, општо ветеринарната служба е вклучена во еден многу важен сегмент во јавното здравство. Имено, она што спомнавте, примарно, секундарно и терцијарно ветеринарно здравство, сега ќе се обидеме, значи, на еден начин да им објасниме на слушателите. Да, тоа во суштина се разликува од она примарно, секундарно, терцијарно здравство во хуманата медицина и е поделено по друга основа. Имено од ветеринарите кои се бават со апликативна, значи здравствена дејност во државата, најголем дел се така наречени general practitioners, односно, значи, оние што се бават со целокупната пракса, значи, нивниот опфат е на сите животински видови на домашни миленици. Еден помал број во големите градови се бави со исклучиво со така наречената мала пракса, ние ја викаме, односно,
здравствена заштита на домашни миленици. Меѓутоа, еден голем број, скоро 80%, се бави, да кажеме, со таа општа пракса, која опфаќа голем дел на сточарското производство. Значи, можеме да кажеме дека ветеринарната професија представува еден клучен сегмент во ланецот на сточарско производство, на тој вредносен синџир на сточарското производство, затоа што кондицио sine qua non, услов за секој сточарско производство е здрав добиток. Здрав добиток од економски аспект, значи болести кои што се од економско значење, и уште поважно здрав добиток во смисла на здравјето на луѓето. Токму во тој сегмент ветеринарната професија е она бариерата, значи првата бариера да спречи појава на болести кои би се пренесувале дали преку контакт од животно на човек, дали преку животински производи. Значи базично, ако земеме исто онаа синтагма од трпез, од фарма до трпеза, значи оние ветеринарни практичари кои се наоѓаат на самиот терен се токму тие што се контролори на онаа базична основа кои треба да утврдат одреден пропуст, да го превенират или евентуално ако се појави да го санираат. И ќе спречат, со тоа ќе се спречи едно, значи последователно, да кажеме, последователен проблем кој што би дошол до крајниот потрошувач. И значи практички сакам да кажам дека улогата на ветеринарната служба е таква да ниеден граѓанин во Република Македонија не е без контакт со ветеринарната служба, без разлика дали има домашен миленик или не. Јас го велам тоа кога тој ќе отвори фрижидер, веќе се соочува со работата на ветеринарната служба, без разлика дали таа се наоѓа како ветеринар практичар или се наоѓа ветеринар лекар на линија на колење, во индустрија за производство на месни млечни производи или ветеринарен инспектор кој сето тоа го прегледува во синџирот на маркети или на ресторани и така натаму. Па, дефинитивно, ако земеме во предвид дека околу 80% од труењата кои што се јавуваат кај луѓето потекнуваат од зоонози, односно болести кои што се пренесуваат од животните на луѓето. Дефинитивно, освен ветеринарите, никој не може да застане на браникот во детектирање и во превенција од сите овие заразни заболувања. Дали се случува на терен да имаме надри ветеринарство или пак ветеринарните техничари да влезат во самиот процес на лекување кој што со закон е забрането, а од друга страна, нели, вие како ветеринарна комора имате увид во случувањата на терен? Да, согласно законот, значи пропишување на терапија, односно утврдување на дијагноза и пропишување на соодветна терапија апсолутно припаѓа во надлежност на доктор по ветеринарна медицина, кој што е овластен да работи, односно има лиценца за работа и е вклучен во значи немаме самостојна функција на доктор по ветеринарна медицина, него тој работи во еден од трите да кажеме форми на ветеринарни друштва, тоа се ветеринарна амбуланта, ветеринарна клиника и ветеринарна болница. А ветеринарниот техничар има задача да извршува техничките работи, значи тука би биле вештачко семенување, апликација на лекови, масовните вакцинации. Меѓутоа, во никој случај ветеринарен техничар не е овластен да самостојно да обавува ветеринарна дејност и тука дефинитивно се работи за надри ветеринарство, доколку ветеринар. Меѓутоа, ние сме сведоци дека и самите собственици посегаат по лек. Значи, на своја рака, сакајќи да заштедат некои средства, меѓутоа не само што нема да заштедат, затоа што не се стручни, меѓутоа нивното такво постапување може да има штетни далекосежни последици во однос на здравието на луѓето кои што ги конзумираат тие производи, односно ние сега
Нормално дека тоа е надлежност на ветеринарната инспекција, меѓутоа тоа е надлежност и на Агенција за храна и ветеринарство. Мислам дека тоа треба во еден партнерски однос, во една заедничка акција, треба да го сузбиваме на теренот, како и во однос на појавата на лекови кои што не се регистрирани во Република Македонија или кои се ајде да кажем колоквијално прошверцани во Република Македонија, меѓутоа истите тие не се под никоја контрола, не се под контрола, значи немаме никаква следивост на тие лекови. Ако немаме следивост на тие лекови, значи постои веројатност истите да се најдат, нели, како резидуи во храната која што понатаму се дистрибуира до. Тоа е сериозен проблем. Тука отвараме прашање и за антимикробната резистенција, односно потребата на антибиотици. Која што е сега поактуелна и во Европа и кај нас. И ќе биде уште се повеќе. Тука има ветеринарната професија има многу значаен удел, затоа што во вкупната употреба на антибиотици во една држава, огромен дел оди во употреба на антибиотици во ветеринарна употреба. А ние знаеме дека, значи стручно гледано, дека таа антимикробна резистенција ја тенгира целокупната популација и на животните и на луѓето. Така да тука е многу значајна улогата на ветеринарната професија, односно контролираното давање на антибиотици. После кратката пауза, повторно ќе се вратиме во студиото на Радио Слободна Македонија и ќе продолжиме денешната емисија. Единствена цел на емисијата Безбедна храна, здрава иднина е да го заштитиме здравјето на потрошувачите. Секако дека вклучуваме разновидни теми, но сепак сите тие теми имаат индиректно влијание врз безбедноста на храната. Денес зборуваме за надлежноста на ветеринарната служба на терен, за која што лично сметам дека е многу малку експонирана и чуена во јавност. Со нас е председателот на ветеринарната комора на Република Македонија, која што за разлика од другите комори е некако многу тивка, според мене, но сметам дека сепак си ја врши должноста онака како што и прилека. Да го продолжиме онај вториот блок, каде што би ги разграничиле примарната, секундарната и терцијарната, нели, заштита од страна на нашата ветеринарна служба и да позборуваме малку за етичкиот кодекс на однесување, бидејќи носител на овој документ е токму ветеринарната комора на Република Македонија. Томче, повелете. Благодарам, останавме должни да со во кратки црти да објасниме за тие три нивоа на здравствена заштита. Имено примарната здравствена заштита, односно примарното ниво е нивото на повик на собственикот на животното, значи се работи за ситуации од интернистичка, хируршка и инфективна етиологија, меѓутоа болести кои што не се сузбиваат со пословото на законот, односно не представуваат проблем во однос на, да кажеме, на карактерот на болеста. И тука се во примерна здравствена заштита, тука спаѓа и самата репродукција, значи на животните. Секундарната здравствена заштита веќе опфаќа еден сегмент кој што веќе е битен и од аспект на јавното здравје. Имено секундарната здравствена заштита ги опфаќа болестите кои што се пропишани со годишната наредба за сузбивање на заразни паразитарни болести. Тие се болести кои што, значи, има обврска за обврзано пријавување доколку се утврдат такви случаи на теренот. Тие се пропишани секоја година, значи излегува годишната наредба по која треба да се спроведуваат мерките и активностите. Сега да се навратам на оно што го кажав предходно, дека колку е значајна ветеринарната струка во однос на јавното здравје. Сега ќе набројам само неколку болести кои што се, значи, предвидени во годишната наредба, а кои што представуваат зоонози. Всушност, годишната наредба е составена 3/4 од зоонози, односно болести кои се пренесуваат од животите на човекот. Еве ќе почнеме со бруцелозата. Знаеме една болест која прилично долго време е присутна на територијата на Република Македонија и која што
претходно представуваше и прилично сериозен здравствен проблем, со мерките кои што ги презема Агенцијата за храна и ветеринарство преку својата служба, вклучително тука и ветеринарните друштва, во последниот период се направени прилично сериозни чекори во контрола, значи таа не е сузбиена и тоа ќе биде прашање дали ќе биде сузбиена. Меѓутоа, во однос на незината контрола и обем е далеку пониска и во хуманата популација и кај животните. Значи, бруцелоза, туберкулоза, болеста која според Светска здравствена организација е една од топ 3 инфективни болести на човештвото. Туберкулозата се диагностицира, значи се утврдува кај видот говеда. Значи, секоја година се врши туберкулинизација на говедата ради детекција на болеста. Позитивните единки се одземат и се носат на принудно колење и со на тој начин се реакторот, односно изворот на инфективен материјал се елиминира. Антраксот. Сведоци сме сега во овие бурни времења, нели, на климатски промени. И на климатски промени, меѓутоа и на тероризам, дека секогаш топ 1, значи болест кој што би се појавила во делот на биолошката војна е антраксот, односно спорите на антраксот. Потоа беснилото, една од ретките инфективни болести од вирусна етиологија која ден денеска човештвото не ја има решено и која е смртоносна. Паразитарна болест е хинококозата. Значи, се уште за жал присутна во Македонија, зборува многу за остава последици, хируршки интервенции, нели. Сите сме изложени на тој ризик. Нејзиното присуство зборува за нивото на свест на имателите на кучиња и мачки. Затоа што пропишана е, нели, дехелминтизација која треба редовно да се спроведува. Нејзиното присуство укажува на тоа дека ние имаме собственици кои се неодговорни. Авијарната инфлуенца. Бевме сведоци каква паника се дигна, нели, со појавата на птичиот грип. Значи, и така, и низ други болести кои што листериозата, така, свинската чума. Свинската чума, да. Веќе тие се болести кои што имаат веќе економско значење, но исто така битни, бидејќи ако не ја спроведувавме вакцинацијата на свинска чума, ќе имавме и извоз на свинско месо, но ова е причината за забрана на свинско месо на европскиот пазар, нешто кон кое што треба и да направиме соодветна стратегија. Да го спомнеме и етичкиот кодекс на однесување на еден ветеринарен доктор. Да, значи ветеринарната комора покрај другите акти, нели, еден од темелните акти покрај статутот е кодексот на ветеринарна етика и ветеринарна деонтологија. Во него се пропишува правилата на однесување на еден стручњак пред се кон предметот, односно субјектот, поточно да кажем, кон кој се извршува неговата функција, односно работа, тоа е животното. Животното има своји права. Потоа, вториот сегмент на регулирање е односот на стручњакот спрема клиентот, односно држателот на животното. Третиот сегмент е односот на стручњаците еден према друг. Значи, комплексно ја регулира целата материја на етичкото однесување на еден професионалец во рамките на својата работа. За прекршување на кодексот на ветеринарна етика следуваат санкции и тука е ветеринарната комора, не е само институција која ги брани и штити интересите на докторите по ветеринарна медицина кои ја создаваат, или кои ја организираат, меѓутоа е и орган на санкција, односно
за стручњак кој се огрешил, дали направил сериозна стручна грешка или се огрешил за кодексот за ветеринарна етика, следуваат санкции во смисла на укор, во смисла на парична казна, во смисла на привремено одземање на лиценцата за работа или пак при потешки, да кажем, прекршувања каде што доаѓаат, затоа што кажавме која е општествената функција. Замислете, имате појава на заразна болест која носи далекосечни последици од економски аспект, од јавно-здравствен аспект. Таквите прекршувања може да доведат дури до трајно одземање на лиценцата за работа, со што на тој професионалец на кој му е одземена трајна лиценцата и трајно му е одземена можноста да работи на територијата на Република Македонија. Дали сметате дека префиксот доктор по ветеринарна медицина е на доволно високо ниво во Република Македонија? Не. Значи, апсолутно не. Зошто? Која е причината? Видите, причините се, да кажем, медицински кажано, мултифакторијални. Дел лежат во самото цивилизацијско ниво на општеството. Јас ќе ви кажам дека индикатор за цивилизацијско ниво на едно општество се токму таквите професии. Значи, ако земеме Западна Европа, односно развиените земји, каде што ветеринарниот лекар е апсолутно на самиот врв на општественото скалило. Значи, меѓутоа, тоа е една цивилизацијска придобивка, односот на луѓето кон сопственото здравје, односот на луѓето кон животните, односот на луѓето едни према други. Значи, тоа е првиот сегмент на општествената сензибилизација за одредена струка. Другиот проблем е кај нас, како професионалци, што недоволно едноставно ја промовираме нашата професија и незиното значење. И токму оваа емисија е еден, да кажеме, пионерски чекор за граѓанството да знае со што се бави ветеринарната професија и дека не е така маргинална во однос на нив самите, а не само за нас. Така да мислам дека во иднина ќе треба тој еден прилично сложен и долготраен процес, не би настанал веднаш, меѓутоа дефинитивно со развојот на општеството мислам дека работите ќе си дојдат сами по себе, нормално со наш засилен ангажман и пред се со покажување дека ние сме професија која има високи стручни и етички стандарди. Така. Мора да направиме пауза, па ќе се вратиме повторно во студиото. Ја следите емисијата Безбедна храна, здрава иднина. Добро е нашите слушатели, се надевам дека меѓу нив има и голем број на фармери, да чујат дека имаат законска обврска во склучување на договори со ветеринарните служби. Да биде вака попластично објаснето од денешниот гостин, доктор по ветеринарна медицина Томче Николовски. Повелете. Да. Јас верувам дека на сите фармери кои што пласираат на било кој начин производи од собствено производство, дали како сировина или како храна, како примерен продукт. Како примерно производство, веќе со стапување на сила од законот од 2008 година, стапува и нивната обврска да склучат договор со ветеринарно друштво, кое тие самите ќе го одберат. Морам сега да нагласам дека во тој дел ние сме, да речем, во ова подрашје на Југоисточна Европа пионери, затоа што имаме апсолутна либерализација во тој дел, односно самиот собственик бира ветеринарно друштво и по двете основи, и на примарно и на секундарно ветеринарно здравство. Значи во делот на куративата, односно лекувањето, и во делот на превентивата, односно мерките и активностите кои се пропишани со годишната наредба. Значи самостојно одбира ветеринарно друштво со кое сака да работи. Претходно беше местна надлежност ветеринарно друштво кое покрива одредена територија. Значи се подпишуваат практично два типа на договори. Едниот договор е договорот, значи, за примарната здравствена заштита, односно собственикот на огледувалиште е должен да подпише договор и исклучиво со тоа ветеринарно друштво да ги обавува сите активности. Тука ќе се навратиме на она што го кажавме. Следивост на одредени патолошки состојби, следивост на употреба на
на одредени медикаменти, не мора да бидат антибиотици, може да бидат други фармакоактивни субстанции, како антихелминтици, антипаразитици, кортикостероиди, кои се и текако значајни, нели, за здравието на конзументот. Значи, должен е да со подпишување на тој договор, до тој договор да се придржува, односно да работи со одбраното ветеринарно друштво. Втората работа е, значи, исто самостојно одбира со кое ветеринарно друштво ќе ги извршува активностите кои што се пропишани со годишната наредба. Што се јас малце релативно во однос на секундарната здравствена заштита, тоа е една релативно нова работа, имено стапи на сила 2013 година. Втората половина на 2013 година. Ние допрва ќе треба да видиме кои се резултатите на таа либерализација. Значи, кои се резултатите, позитивните резултати дефинитивно се видливи во однос на демонополизација. Меѓутоа, кои се резултатите во однос на стручното ниво, ние треба тоа да го утврдиме и каде се дефектите доколку тие постојат. За да полесно се преземат корективни мерки, се да си оди онака како што е, нели, замислено. Од друга страна, вие сметам дека треба да учествувате можеби и во креирањето на одредени политики кои што имаат допир со ветеринарната служба. Да. Пред да влеземе, нели, во студиото, спомнавте еден ваш предлог. Значи, во однос на... Да. Апсолутно, јас сметам дека ветеринарната професија не смее да биде оставена сама на себе. Значи, со оглед на незиното значење, кажавме, и во значењето како важен сегмент во една многу сериозна и значајна стопанска дејност кај нас, сточарството, така и во делот, може би уште позначајно од првото, во делот на јавното здравје, не смее да биде оставена самата на себе и мора да има поддршка од државата и од општеството. Тоа би одело, значи таа поддршка би одело во два правци. Прво, ние наследевме одредени проблеми, значи со финансирање на активностите од јавен интерес и веќе сме на добар пат тоа да се реши. Значи, финансирање, тековно и редовно финансирање на активностите од јавен интерес, тоа е едната работа, а втората работа е една иницијатива, односно поддршка на една иницијатива која ние дадовме пред 2 години, односно намалување на ДДВ-то на на ветеринарно-здравствени услуги и на ветеринарно-медицински препарати од 18 на 5%. И сега ќе ви кажам зошто. Затоа што ние сме единствената професија која стоиме помеѓу здравството и земјоделството, а која сме оданачени со 18%. А и здравството и земјоделското производство се оданачени со повластена стапка од 5%. Така да јас не гледам дури без да се наведат други причини кои ги има многу кои одат во прилог на тоа дека треба да се намали, дека тоа ќе биде значаен инпут во развојот на ветеринарната професија. Меѓутоа, чисто како принципиелно, значи, наоѓајќи се меѓу тие два сектори, мислам дека е многу правично и дека е многу издржано ветеринарната професија да добие повластена стапка на ветеринарни услуги и ветеринарно-медицински препарати. Во секој случај, вие сте, нели, првиот гласноговорник на оваа идеја. Јас знам дека, нели, после ова и после вашите претходни укажувања дека сепак ќе се земе во предвид од владата на Република Македонија и за брзо време ќе ви се излезе во пресрет. И за крајот на емисијата, дали доволно во Република Македонија имаме доедукација на ветеринарните кадри? Дали вие учествувате со некој ваш инпут во нивни различни специализации? Да. Значи, една од активностите на ветеринарната комора, која е баш ви благодарам што го спомнавте тоа, значи да организира континуирано стручно усовршување на своите членови. Имено ветеринарната медицина е една многу динамична област која треба да се прати, нели, со дипломирање и со една тековна работа
вие не можете да Тука пратите... застанувате. Да, тука застанувате, меѓутоа работите многу се движат напред, се јавуваат нови ситуации, нови доктрини, нови научни сознанија кои што треба да се пренесат. Затоа во таа насока ние организираме разни типови на континуирана едукација, почнувајќи од семинари, организација на работилници. Пардон. За жал, во Македонија не постои специализација, значи во типот на постдипломска се извинувам. Не постои постдипломска едукација во смисла на специализација, нешто мислам дека факултетот за ветеринарна медицина дека има намера да воведе, да. А тоа е секако дека е потребно. Меѓутоа, ние во делот на тој, на делокругот на комората, значи организираме. Меѓутоа, со оглед на тоа што ние сме мала држава, со мал број на членови, ние не можеме да направиме континуирана едукација од некој тип на светско ниво. Од таа причина ние со соседните наши комори потпишуваме меморандуми за соработка, каде што заеднички ќе можеме да организираме континуирана едукација која би била стварно на едно завидно ниво во однос на надоловување на последните, да речем, сознанија во однос на пред се нас не интересира апликативната дејност, значи нас не интересираат базични научни сознанија, туку оние сознанија кои ние можеме да ги веќе утре да ги имплементираме во нашата пракса. Знам дека имате уште многу што да се каже, но сепак тука е крајот на денешната емисија. Јас се надевам дека ќе имаме прилика и повторно во следна емисија да кажеме барем новини или реформи кои што ги прави ветеринарната комора на Република Македонија. Почитувани слушатели, тука е крајот на денешната емисија. Јас ви благодарам на вашето внимание и за сите вас кои што го слушавте најдоброто радио во Република Македонија, Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за вашето присуство во денешната емисија. Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Светлана Коларич. Денеска е 27 март 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. До слушање до следната емисија. Ви благодарам. Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни. Општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич.